Поштовани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас. Уште повеќе што имаме една интересна тема, се работи за дечињата, за подготовката на предучилишните дечиња. И се разбира со мене во студиото за таа цела е магистар Зденка Стаменова, која што е дефектолог и е председател на ЦЕДУС, значи тоа е Здружение за физичко и ментално здравје кај децата. Со неа малку ќе поразговараме на оваа тема, ќе кажеме што практично работи ЦЕДУС, што е актуелно во моментов, односно она за што кажав и во најавата, од каде идејата за ова и така натаму, ќе одговориме на многу прашања и на многу ваши дилеми, уште повеќе што нели се ближи уписот на првачињата, некаде во мај месечини, и има доволно време нели да се подготват за оние тестирања кои што треба да ги направат во училиштата. Веднаш ќе ја поздравам Зденка, ти благодарам Зденка што повторно најде време да бидеш дел од Ваш термин, одамна не си ми гостувала. Неколку пати се договаравме, меѓутоа еве денеска требало да биде тој ден кога и ќе дадеме корисни информации во однос на оваа тема. Така, благодарам за поканата. Пред се добар ден и на вашите гледачи. Се надевам дека денеска ќе имаме една интересна тема што ќе ги заинтригира младите родители во интерес на нивните дечиња. Така, да. Навистина една многу корисна тема, уште повеќе што ќе им даде некако многу информации на родителите како треба да се обратат, каде да се обратат, што треба да направат, како и тие да се вклучат во целиот овој процес, што ќе кажеме колку време ќе трае оваа обука. И нели да бидат напрем информирани и дека постои вакво здружение кое што може да им помогне во подготвителните активности околу предучилишното запишување и подготовка за првачиња, нели кога одат веќе во училиште. Ајде на почеток да ни кажете што работи во моментов ЦЕДУС. Вака се ЦЕДУС е здружение на граѓани за физичко и ментално здравје на децата се грижи. И има два центри во градот со локација во аеродром и општина Карпош. Во просториите на овие центри се работи на рана стимулација на развојот пред се. Се работи со дечиња со типичен и со атипичен развој. Нели имаме многу дечиња со развојни потешкоти, но имаме и дечиња со попреченост, веќе во категорија на попреченост, така да и кај овие две категории работиме на рана стимулација, како и спремање и подготовка нели на децата за во училиште, односно за чекорување во прво одделение, успешно вклучување во наставата, односно во образовниот процес. Еве во однос на ова предучилишна подготовка, значи освен тоа што работиме на третмани дефектолошки, логопедски и на таа рана стимулација, работиме исто и со родители, советување во однос нели на одгојот и на развојот на дечињата, но веќе трета година поред работиме и на предшколска подготовка. Формираме групи на дечиња кои што треба да се запишат во септември во училиште. И една мала помош, да речеме, и давање на насоки на родителите на што да обрнат внимание и како полесно и побезгрижно да се вклучи во образовниот процес детето. Така. Инаку заборавив да напоменам, вие сте исто така и дефектолог во службата за ментално здравје при здравствениот дом во Скопје и како стручни во својата област, за да можете нели се тоа што треба да го работите и во ова здружение, да го пренесете кај овие дечиња и да видите што, каде, како треба нели да се направи, да се поправи, а и со оглед на оние проблеми со кои што се соочуваат децата, за кои што сме говореле многу пати во оваа емисија. И како им нудите можност да им помогнете и да ги насочите правилно што е, како е, да го детектирате проблемот, да пристапите кон решавање и така натаму. Што е актуелно во моментов? Идејата за, пред се да кажам и за идејата за предшколската подготовка, тоа е во моментот актуелно и наскоро ќе почнеме со групите, веќе се формираат групи за спремање нели на децата за училиште. Тоа е нешто што ни е најактуелно во моментот, покрај нели редовните дефектолошки логопедски третмани, покрај работата со родителите, на секој што му треба помош, може да ни се обрати во однос нели на родителствувањето и развојот на децата, но во моментот е најактуелна оваа предшколска подготовка.
Реков на самиот почеток дека трета година поред това го спроведуваме и интересот расте од година во година. Идејата, да кажем, од каде произлезе од фактот што приметивме дека секоја година во септември или октомври имаме најголем број на дечиња кои што, односно на родители кои што се јавуваат за помош на нивните дечиња, затоа што неуспешно се вклупуваат во наставниот процес, односно неспремни влегуваат во прво деление, во почетокот на образовниот процес. Зошто тоа е така? Сметам дека не многу се обрнува внимание на тој предшколски период, нели, во кој што децата развиваат и се збогатуваат со одредени вештини кои што и те како се потребни за нели во процесот на школување. И од тука ја увидовме оваа празнина, да речеме, и затоа се решивме да стартуваме со таква опција, па колку што можеме да помогнеме, нели, во овој краток период, би рекла, бидејќи предшколската подготовка не започнува од летото пред тргнување во училиште. Да, обично секогаш родителите доцна се сеќаваат, меѓутоа треба навистина Тоа е малце пропуст. Сметам дека на родителите им треба едукација во основа за воопшто за родителствувањето, постојано учење, за тоа што времењата се променет и не е како што било порано, и исто така можам да забележам дека се помалку имаме интуитивно родителство. Што значи тоа? Тоа значи дека се помалку родителите знаат што треба да направат со своето дете. Дали тоа се должи на модерниот начин на живење, дали се должи на преголемата зафатеност на родителите со работни обврски, нели, приватизација и нормално работење секојдневно во подоцнежните часови, останување помалку време со посветеност на самото дете. Имаме помалку интуитивни родители и мислам дека тие се желни за да знаат што треба да направат за своето дете, за да нема некакви потешкоти. Ние да родител, постојано го кажувам тоа, дека ние да родител свесно не прави грешка за своето дете. Сите како родители сакаме се најдобро, нели, да не се случува и да им биде среќно и детството и школувањето да им биде лесно и без никакви потешкоти, но баш во тоа незнаење како да се справиме или како што да му понудиме на детето или како да го спремаме за не само за училиште и за живот, ги губиме овие златни години, да речем, предшколо, кое што нели од 3-та до 6-та година се смета за предшколска возраст. И во тие години се делува, односно се потпомага развојот за да може детето да си ги извади своите капацитети, за да може да знае да се справува во социјалната средина, за да може да функционира во група, бидејќи природно е, нели, детето да биде во врсничка група, кај што таму ќе му биде најубаво и најадекватно ќе може да си ги развие своите способности. Спомнавте интуитивно родителство. Так. Можеби мене и вам тоа можеби ќе ви биде јасно, меѓутоа можеби оние што ќе го слушнат тоа нема да знаат што значи тоа. Да го објасниме малку што значи интуитивно родителство. Па еве, Виолета, порано да речеме, се ќе се навратам, нели, на тоа што ние сме од така, од некоја друга генерација, од други генерации. Постарите родители, мислам, постарите генерации, можеби не биле ни толку писмени, учени, едуцирани, за да препознаат некои работи кај дечињата, кај своите деца, но моето искуство кажува дека од нив требало многу да учиме, зашто секогаш правеле некои работи што науката подоцна ги докажала како правилни. Како е тоа, зошто е тоа така, јас не можам да го дадам одговорот на тоа согледување, но дека е така е, а во денешниве млади родители, пак ќе речам, дали заради модерниот начин на живот или за престижот за подобро утре, за обезбедување на екзистенција или за преголемата понуда што ја имаме,
нели, имаме сега се, имаме многу од Така. се, останува малку време да се посвети на детето. Дали таа близина, малку време поминато со своето дете, Така. не можеме да го научиме, Да му нели, ги како препознаете родител треба емоциите, да знаеме па дури како кога ни молчи. диши во наводници нашето дете, да му ги препознаеме емоциите, потребите, Така. чувствата и така натаму, што во основа понатаму е тоа добро грижење за менталното здравје Така, на пред нашето се, дете. пред се, Пред да, се. да. Покрај физичкото, нема физичко здравје без добро ментално здравје, нели? Така. Не можеме тоа да го пропуштиме. И ако ние како родители не ги препознаеме емоциите, потребите, грижата и така натаму кај децата, тогаш се оддалечуваме. Или не знаеме да ги слушаме децата. Чисто имам прашање во тинеџерскиот период, кога кажуваат родителите, он не ме слуша, не сака да слуша, си прави по свое. Тоа мислам дека и во друга емисија сме го зборували. Не може да слуша дете во тинеџерскиот период, ако ние како родители не сме го слушале во овој предшколски период. Така. Тоа мора да знае, да свати дека ние сме тука за него. И кога ни кажува, треба да го слушаме со цело срце и внимание. Да свати дека сме му посветени, да оставиме другата работа и да го слушнеме што има да ни каже. Така. Само така ја ствараме близината, која што, нели, од денес за утре ќе се зголемува и кој ќе стане детето, девојчето, тинејџер, ќе има доверба во нас. Така, за да може да ни ги каже сите проблеми Да, за со да кои што можеме се да го соочува, па ако помогнеме. треба да Да, му се помогне, да му апсолутно. се помогне, така. Така да родителствувањето е многу важно и баш ова интуитивно Значи, родителство за не кое е што тоа зборувам. како што се вели, се извинувам што прекинувам, малечко е, не разбира, ќе Апсолутно му дадеме, нели, да се Апсолутно занимава не. со ова или со она. Апсолутно не, посветеноста. Секој дел, секоја година од животот треба на вистина на детето да му се пружи целосно внимание. Така, и во однос на оваа предшколска подготовка, пак ќе се навратиме на неа, нели, она ни е тема денеска, меѓутоа, нели, опширно добро, е сето ако тоа. добро е да се разговара за се. Да, треба да се зборува за тоа дека предшколската подготовка не почнува од летото пред да се запише во школа. Како што Тоа кажавме, како што кажав од третата година. Зошто е тоа така? Ние не можеме од детето инстант учење да добиеме, не само во однос на когнитивните процеси, да знае, нели, броеви, да препознава бои и така натаму, туку во однос и на емоционалната и социјалната зрелост. Така. Тоа се учи во континуитет. Пред се, за едно дете да биде спремно, да се вклучи во предшколска настава, треба да од повеќе аспекти да има одредени знаења кои што и те како се испреплетуваат и се во еден хармоничен однос, кој што непречено ќе му помогне се вклучи во наставата. Што е тоа? Тоа е пред се речи го социјалниот дел, емоционалниот, когнитивниот и нормално физичкиот. Што подразбира физичкиот? Физичкиот подразбира да биде, нели, здраво дете, сега некои деца имаат и некои посериозни зболувања, меѓутоа за тоа, нели, ќе го третират лекарите така натаму, но во однос на формирање на хигиенските навики, во однос на одржување нега за себе, во однос на спремноста детето да самостојно да се облекува, да се исхранува, да нема проблем кога во школа ќе отиде и ќе нема кој да му помогне кога ќе оди на физичко да се пресоблече, така? Во однос на емоционалниот развој, да знае да го препознае, да знае да го разбере и да го почитува авторитетот на возрастното лице, односно на наставникот во училиштето. Тоа се случува и во домот. Треба да знае да ги почитува родителите, да ги почитува правилата да кажам, во домот. ако од дома не ги почитува родителите, тогаш претпоставам дека нема да ги почитува. Правилата во домот кои што се поставени од страна на родителите, да знае детето да ги почитува. И тоа ќе нема проблем да се вклучи во било која социјална група која ќе научи дома како се почитува авторитет, нели? Понатаму, таа самостојност ја гради самодовербата.
Значи, детето во средина кај што нема кој да му помогне, не се тука ни мама, ни тато. Ако он сам не знае ти работи да ги направи, тогаш ќе најде најсмејување од страна на другите деца. Па ќе му се нарушува самодовербата, емоционално ќе трпи зашто е така и нема да биде успешно и во тој когнитивен дел, односно во совладување на програмата во училиште што е. Так. Не се бара од родителите да ги научат децата да пишуват, да сметат, да читат и така натаму. Тоа наставниците ќе ги научат како да читат и како да сметат. Родителот да го научи овие работи, да биде самостојно, да знае да се справува во ситуации кај што има конфликти, да знае да почитува авторитет, да знае да ги кажувам тие волшебни зборови, ве молам, простете, благодарам. Но ако тоа го немаме во семејството, не може детето да го има. Од нас детето учи, ние сме пример не само за зборување, туку за однесување, една комплетна слика како човек се однесува, тоа ние му го даваме на детето. И тоа не може да ги има тие работи ако дома во семејството го нема. Од таа страна која ќе биде спремно и когнитивниот, нормално дете со 6 години тргнува во школа и треба да има одредена залиха, да речеме, на знаење. Што значи тоа? Тоа што се учи во секојдневното функционирање со родителите, да знае да препознава домашни диви животни, да знае си го каже името, презимето, како се викаат родителите, каде живеат, што работат, адресата каде. Основни поими од обкружувањето да познава за читање, за сметање ќе ги научат. Така, тоа ќе се научи секако со текот на времето. Кажавме дека ќе трае еден период, колку време трае обуката и ќе започне на 14 март. Тоа е многу важно да напоменеме до нашите гледачи. Колку време ќе трае? Обуката започнува на 14 март и ќе трае 3 месеци, со тоа што секоја недела се има работилници во група по 2 часа. Меѓутоа имаме и секој месец работилници со самите родители. Ги запознаваме родителите со се што е потребно да знаат за нивното дете, како да му го леснат тој процес, на кој начин да му помогнат, зашто и на родителите им треба помош, и за нив тоа е нешто ново, нели? И за нив е тоа некој позитивен стрес, да речеме, они се радуват, нели, титула првачек има нивното детенце, меѓутоа како тоа безболно да се спроведе и како да биде успешно, на нив им треба секако помош. Така. Често пати знаат родителите, нели, во тоа воспитување да кажат дека тебе ќе ти го дотера памет од школото, нели, да ги заплашуваат со школото, и баш за тоа многу апелираме како да се однесуваат, како да направат една позитивна слика за училиштето. Како децата да немаат страф од училиште, дека тоа е место кај што ќе има други дечиња врсници, каде што ќе имат наставници кои ќе ги учат на многу работи, да ствараме љубопитност кај детето, зашто е основа за да има интерес за учење. Сето тоа што треба да го прават родителите, како постепено да го, нели, запознаваат со училиштето, кои навики дома треба да ги направат. Јас сметам дека овој период, за тоа го одбравме март, за да можеме да направиме до септември, да воведат барем рутини во однос на спиење, во однос на исхрана. Исто така е многу важно и битно за физичкото, но и за менталното здравје, ако детето легнува на време, ако, нели, ќе станува секојдневно во исто време, за да оди во школа, да знае да си ги подготвува. Една дисциплина, така речено. Да, лиштата, ранчето, да знае каде му стојат неговите работи, да има едно катче за него, кај што и од сега ги учиме родителите какви активности и они дома да спроведуваат, како да го зголемуваат распонот на вниманието на детето, нели, задржувајќи ги на активности кои што ќе му бидат многу важни за оддржување на внимание на час, кој што час ќе трае 40 минути, нели? Сега секако не може тоа не толку многу, барем 15 минути, па после да прават некои други активности, други игри кои што и те како
ќе му направат една рутина на детето и барем од таа страна да бидат подготвени да тргнат. Иако пак ќе кажам дека вистинската подготвеност за во школа почнува од 3,5 години. Така. Тука сега малку ќе направиме една пауза. Во новата сезона ние со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист, подготвуваме прилози кои што се од областа на исхраната. Бидејќи оваа емисија е посветена на децата, ние одлучивме малку да проговориме тука за глутенот, бидејќи многу често од дечињата имаат проблем со алергии на глутен и така натаму, па мислам дека ќе биде од голема корист да го слушнат прилогот кој што го подготви магистар Татјана Павлова, значи ќе каже тоа што се однесува до симптомите и диагноза на осетливост на глутен, кога треба да се отстрани глутенот од исхраната, што представува глутенот и која е неговата присутност во исхраната, значи каде се може да се најде, што треба да избегнувате ако имате некој проблем со глутенот. Навистина еден корисен прилог, ви предлагам да го погледнете и вие, а и ние овде во студио. Така наречените фри производи, како што се без глутен, без лактоза, без алергени, станаа се повеќе тренд и се поврзуваат со поимот здрава храна. Меѓутоа, кога станува збор за отстранувањето на глутенот од исхраната, мораме да бидеме малку предпасливи. Значи, најчесто денеска се правени некои истражувања кои што докажуваат дека веќе од 15 до 35% од светската популација преминува на безглутенска исхрана, поврзувајќи ја со трендот на намалени килограми. Меѓутоа, доколку видиме од медицинска гледна точка да се отстрани глутенот од исхраната, има препорака само во состојбите доколку некој е заболен од автоимуното заболување целијакија или доколку е констатирана одредена интолеранција или алергија на глутен. За да се констатираат сите овие три состојби, потребни се одредени параметри кои што можат да се видат преку крвна анализа или целијакија доколку некој во семејството имал, доколку имаме присуство на ткивната трансглутаминаза и така натаму. Додека алергијата на глутен и интолеранцијата најчесто се пресметуваат преку одредени крвни параметри, секако со претходно утврдени симптоми. Кои се симптомите кои што најчесто можат да ни укажат дека нас глутенот ни пречи и треба да го отстраниме од исхраната? Најчесто тоа го приметуваме со било која храна која што ќе ја консумираме и после половина час од нејзината консумација ние се чувствуваме заморни, летаргични, имаме пат на концентрацијата, меморијата не ни е на најдобро ниво и така натаму. Потоа многу често ваквите симптоми се манифестираат со дигестивни тегоби, како што е кркорење на цревата, како што е појава на киселини или жеговини, што ги викаме, подригнување и така натаму. Многу често проблемите со глутенот се манифестираат и како обстипација, односно храната останува несварена во дигестивниот систем, па од тука доаѓа до покачување на телесната тежина и така натаму. Многу често, односно денеска се повеќе се препорачува и доколку имаме одредени заболувања на тироидната жлезда да го отстраниме глутенот од исхраната. Зошто е тоа така? Бидејќи сепак проблемите со тироидната жлезда ги сметаме како воспалителни процеси. Па како треба да делуваме? Противвоспалител. Глутенот се отстранува од исхраната и доколку имаме одредени автоимуни заболувања кои исто така можат да ни ја попречат дигестијата, односно да ни создадат одредени тегоби со кои што не би можело самото тело да се справи, па растварањето на глутенот и дигестијата на глутенот да биде само дополнителен проблем. Да видиме која е таа храна каде што најчесто глутенот се содржи. Глутенот сам по себе представува протеин кој што е содржан во пченицата, значи најмногу го има во пченицата, потоа го наоѓаме во одредени житарки како што се јачмен, рж, спелта, тритикале и така натаму. Па, не само во лебот и лебните производи, исто така глутенот може да се најде
и во одредени други преработки, например во одредени месни преработки, самиот глутен како протеин се користи за нивно добивање, се користи како згуснувач, како конзерванс и така натаму. Најпознат пијалок кој што содржи доста глутен е пивото, бидејќи сепак се добива од јачменот, и тука во однос на алкохолните пијалоци би дала акцент на пијалокот виски, кој што исто така се добива преку јачменот. Не само што мора да внимаваме во што е составен, во што све се содржи глутенот, доколку имаме во семејството лице заболено од целијакија, ние мораме да најдеме начин и како храната да ја складираме и чуваме. Значи, храна која што не содржи глутен, ни се чистото месо, рибата, потоа зеленчукот и овошјето се храна која што не содржи глутен, како житарки заменски кои што можеме да ги користиме, тука се пченката, тука е оризот, тука се псевдожитариците како што е просо, киноа, хелда, сите оние семиња што ги користиме како што се лененото семе, сусамот, чијата и така натаму, исто така влегуваат во категорија на безглутенски житарки. После тоа, јаткастите плодови исто така се препорачливи, овошјата кои што содржат и антоцијани како што се бобинките и така натаму. Меѓутоа, доколку имаме, како што рековме, некој во семејството кој што е заболен од целијакија, храната мора да се чува одвоено. И готвењето на храната, која што е со глутен и без глутен, да биде во различни садови, да се користат различни садови за мешање и така натаму. Популацијата која што нема проблеми со наведениве состојби како што се интолеранција, како што е целијакија или одредени автоимуни заболувања, ние не препорачуваме да биде одстранет глутенот од исхраната, тука би препорачале да се користат целозрнестите житарки, бидејќи сите хранливи материи се содржани токму во целото жито. Во обвивката на самото жито се наоѓа диетални влакна, се наоѓаат витамини од Б групата, најразлични ензими и така натаму, кои што се едноставно здравје за самиот организам, особено за дигестивното здравје. Многу често се поставува прашањето дали овесот е безглутенска житарка. Овесот сам по себе представува безглутенска житарка, меѓутоа поради начинот понекогаш на одгледување на нивите многу често се одгледува со одредена житарка која што содржи глутен, па тука доаѓа до крос-контаминација. И вообичаено, кај популацијата која што не е толку осетлива на глутен, како например што се автоимуните заболувања и проблемите со тироидната жлезда, велиме дека не треба да се обрнува внимание дали овесот и производите од овес се декларирани без глутен. Но, доколку се соочуваме со јака интолеранција и целијакија, секогаш во продавниците за здрава храна или аптеките каде што се достапни овие производи, задолжително треба да бараме овес кој што ни е деклариран дека не содржи глутен. Почитувани гледачи, еве повторно се враќаме назад во студиото. Се надевам дека овој убав прилог ќе биде од ваша корис, се со цел нели оние кои што имаат проблем со интолеранција на глутен да знаат каде се го има, па да ги избегнат тие производи и така натаму. Ние продолжуваме онаму каде што застанавме, значи говорам со магистар Зденка Стаменова, која што е председател на Сдруженијето за ментално и физичко здравје ЦЕДУС, а исто така и е дефектолог во службата за ментално здравје во Здравствен дом Скопје. Зденка, стигнавме негде до тоа што значи да биде подготвено детето за во училиште, па ајде да објасниме вака уште еднаш што значи, што би кажале вие во однос на ова? Како што рековме, да, кажавме многу работи, да. Да биде спремно од физиолошки, односно физички аспект, емоционален, социјален, како и когнитивен. Но, за да биде, да ги има овие постигнувања детето и овие сознанија, знаења, вештини и така натаму,
родителите треба да го спремат постојано детето во домот или во нивното заедничко дружење. Родителите треба да знаат дека многу важна психолошка особина на децата е играта и дека низ играта се учат сите работи. Не можеме ние да го седнеме детето, ај сега мораме да цртаме или мораме да правиме нешто, да учиме, да редиме форми. Да не биде ништо насила? Значи, ништо насила, туку да биде тоа полека, низ игра, тактички и низ секојдневните активности. Например, кога се шетат, да речеме, во парк, да се зборува за времето, како детето ќе ги научи концептите на време, ако ние не зборуваме за тоа дека еве сега падна првиот снег, значи дошла зимата, ќе ладно или лисјата пожултуваат, па есента доаѓа. Тие годишни времења детето ги осознава во директен контакт со природата, но ако ние како родители му укажуваме на тоа, ако не, он нема да знае да перцепира такви промени во природата. Како ќе го научи концептот за математичките способности, ако не направиме игра, ете ги броиме клупите во паркот, броиме колку птици има на дрвото и така натаму. Концептите за математичките вештини, за читањето, за пишувањето се формираат во претшколската возраст. Врз основа на просторната ориентација, временската ориентација, десно-лево, латерализацијата, врз основа на овие концепти кои што се формираат нели со развојот на детето во претшколскиот период, детето успешно ќе може да ги надградува овие школски вештини. Но ако немало таква можност, и ако ние сега на брзина во претшколот тоа го направиме, ќе му направиме огромен притисок. Ќе му направиме отпор према школото, према учењето воопшто. Затоа се учат тие работи постепено во текот на животот, низ игра, во текот на заедничките активности. Значи, и за времето, и за редоследот, што сега, што после, нели? Сега ќе го правиме тоа, после тоа, концептите за време, ден, ноќ, што правиме во текот на денот. И да гледа цртан филм, да речеме, окей, не е проблем да изгледа еден цртан филм детето, иако за тоа знаете какво е моето мислење за изложеноста на екраните. Така, да говоревме со доктор Ангелче за екранизам, колку е тоа штетно. Апсолутно. Значи, и да изгледа еден цртан филм, да го поттикнеме на раскажување, што гледало, што заклучило, кој бил добриот лик, кој бил лошиот лик, како ќе научи детето што е добро и што е лошо, ако ние постојано не го мотивираме и постојано сите ситуации не ги користиме во полза на развојот на детето. Како ќе научи дете да чека на ред, да не се фрустрира ако не победи. Нели? Сите тие овие работи ќе ги има во школа. Ако ние во претшколскиот период, како родители, како семејство, не го научиме како да се справува со овие фрустрации, детето нема да сака да оди во школа. Зашто таму ќе биде средена на преголеми фрустрации. И кога ќе дојде дома, тоа ќе почне да се кара, да вика, да фрла, може да стане и агресивно. Така се случува нарушувањето и на менталното здравје. Дали обично и тие деца се подложни на мобинг? Апсолутно да. Апсолутно да. Или се предизвикувачи на мобинг. Или се едното, или се другото. Или се едното, или се другото. Зависно од карактерот. Повеќе се подложни на мобинг по мирните деца. Повлечените деца се повеќе подложни на мобинг. Поагресивните се од другата страна. Тие што се предизвикувачи. Меѓутоа, за жал, нели се повеќе имаме мобинг во училиштата и за жал што првите линии имаме такви проблеми. Но ако дете е научено и растело во средина кај што има агресија, непочитување, кај што ги нема овие магични зборови, извини, благодарам, ве молам, тогаш и тоа дете ќе биде агресивно и тоа дете исто така ќе се однесува како што научило, како што била средината во која што растело. Колку и да говориме, мислам дека малку време ќе ни биде. Немаме уште многу време, ама сакаме да кажеме уште неколку работи. Што треба родителите да прават? На што ги учите кога еве кај вас ќе дојдат во работилниците? На што треба фокусот тие да го насочат? Бидејќи еве можеби многумина од нив
го испуштиле тој момент што го кажуваме сега од 3-та до 6-та година? Пред се, Како ќе надокнадат? Така, пред се мора да се напомене, разговараме за пристапот на родителите. Многу е важно, не можеме со сила да бараме од детето нешто. Мора вака, мора така, или мораш тоа да го направиш. Тоа не е успешно. Може и детето во моментот да го задоволи родителот, меѓутоа тоа не е функционално, нема да го запамети или ќе му биде стресно и кога да се потсети. Значи, мора да научат да бидат приступачни, како да му пристапат на детето, да знаат да слушат, али да го поттикнуваат на постојано, нели, раскажување, како си помина во градинка, нели, во тој предшколски период, не е битно што јаделе или што правеле, како се чувствуваше, имаше ли некои добри ситуации, што научи денеска, со кој другарчиња, што игравте, кој беше ти во играта, што чувствуваше, значи, да го прашуваат за емоциите што ги доживуваат. Освен тоа, апсолутно треба да не се однесуваат премногу заштитнички према детето. Така. Што значи тоа? Тоа значи да му дозволат да порасне, да му дозволат самото да ги направи работите за себе. Секое дете природно има таков порив да се докаже, како што и ние возрастните се чувствуваме исполните кога нешто правиме, така? И бидеме пофалени за тоа што го работиме. Исто и кај децата. Децата се чувствуваат исполнити, вредни и рамноправни членови на семејството, доколку може нешто да направи тоа самото. Во тоа да ги поттикнуваме. Ако ние постојано се подметнуваме, да ги облечеме, да ги соблечеме, да ги нахраниме до 5-та година. Секогаш да бидеме тука заедно. До 5-та година. Тогаш само ќе ги направиме инвалиди за цел живот. Да се чувствуват несигурни, со многу мала самопочит, самодоверба и неуспешни понатаму за цел живот. Да им помагаме, нели, да бидеме тука, како во склоп, нели, на развојното ниво на детето, да го поттикнуваме за сите тие работи, дури да го замолуваме за помош во секојдневните активности и да оставаме време, 1 час, 2 часа во текот на денот, да му се посветиме. Така, точно. Што значи тоа? Да имаме заедничко внимание во една заедничка активност. Да знае тоа дете дека не е само и дека за секое незнаење или недоумица може да го праша родителот. Купувањето на играчки исто така мора да се внимава. Мора да се внимава што купуваме, за кое развојно ниво, каква е таа игра. Пред се треба ние да ја видиме, па да знаеме дали нашето дете може тоа да го прави, да му помогнеме во тоа. И не се купуваат играчки постојано. Треба дете да научи да биде во исчекување, да ја зголемува жилбата, радоста и да ја заслужи. Значи, битно е да знае дете да научи да чека. Така, не може да се во моментот. Да го научиме за живот. Ние го спремаме детето за живот, не го спремаме само за школа. Така. Животот е суров. Ако научи постојано се што сака да му биде во моментот дадено, тогаш така ќе очекува и понатаму во животот, и ќе се разочара. Нема така да биде нормално, зашто мама и тато не се секојаш тука до него, ќе се разочара и што правиме, тогаш има проблем. Тогаш проблемите доаѓаат. Проблемите доаѓаат и фрустрациите доаѓаат. Тоа ги учиме родителите, значи во однос на активностите, кои активности да ги прават, многу е важна моториката. Моториката го стимулира сознаниот аспект од развојот, фината моторика. Често тука имаме презаштитнички став. Нели, пишувањето доаѓа сега пред школа. Не, пишувањето доаѓа од држањето на лажичето од 1 година, од лазењето. Таа фина моторика се развива во многу наназад од тоа што сега го спремаме. Но боење, неизлегување од линии, сечење со ножички, од ножичките страв. Има детски ножички со заштита се, да. Треба да му објасниме на детето зошто служи тоа, како да не се повреди, но не можеме да го презаштитиме од тоа. Тоа треба да го работи, тоа го развива, мозокот му го развива тоа. Во однос на читање на приказни, раскажување, да го научиме да слуша, да ги перцепира, што научил од тоа, да научи песничка, па заеднички да правиме песнички, па да играме, да му правиме на интересна атмосфера во која што
спонтано ќе учи, да не биде насилно учењето. Зденка, од изминативе 2 години, реков това е 3-та година. Така. Што најмногу недостасуваше накратко само кај дечињата? Што најмногу фалеше во? Апсолутно. Вака, во изминативе години, па и сега, морам да признам, веќе почнува да има и добри дечиња, добри во наводници, кои што се скоро успешни, нели? Може би им треба некоја мала подготовка. Но, за жал, морам да признам дека кај децата со типичен развој, значи со типичен развој, кои што биле здрави, прави деца, се јавуваат многу пропусти заради едукативна запоставеност, да речеме, од страна на родителите. Заради тоа што го зборував досега, што не е ни малку спроведено. Тие деца што одат во градинка имат некоја основа, значи имат основа за тоа што таму се работи, исто и на подготвеност, што учат, како учат. Тимски дух се гради и нели група на врсници се. И тие се, да речеме, подобро подготвени, за разлика од децата што не оделе во град. Можеме да заклучиме дека од пред 20 години до сега, значи работите се влошуваат? Се влошуваат. Значи, заклучокот е тоа, ми беше поентата да кажеме дека родителите навистина многу малку време им посветуваат на своите деца. Она што го кажавте вие и на почетокот, дека нашите баби или и некои наши генерации на мајки не биле можеби ни премногу образовани, не знаеле многу, меѓутоа она време кое што го поминувале со своите деца ги научило на како се чувствува нивното дете и што треба да преземат во секој момент. Само како за крај, каде е ЦЕДУС во приказнава? ЦЕДУС е отворен за сите дечиња, и со типичен и со атипичен развој. За сите родители кои што сакаат да си помогнат и сакаат да добијат советување. Повторно ќе го речам тоа дека ниеден родител не прави свесно грешка на своето дете. Кога ќе се увидат грешките многу доцна. Затоа, во ЦЕДУС, освен тоа, нели, како што кажав на почетокот, се спроведуваат третмани од страна на дефектолог, логопед, развојни потешкоти, деца со попреченост кај што се вежбат, нели, тие когнитивни способности, манипулативни, моторички и така натаму. Јас морам да кажам нешто што можеби ќе звучи чудно, но како што се оди на лекар да се провери здравјето на детето, мислам дека многу би било подобро родителите со време да ги носат децата. Дефектолог може би звучи погрдо дека има некој дефект, специјален едукатор и рехабилитатор е во поново време, но педијаторот мислам дека нема време за да го гледа развојот на детето. Најчесто одат кога има проблем, кога е болно детето, не одат за здраво. Имат многу деца, имат многу прегледи, не може да посветат внимание. Но и во однос на родителствување, и во однос на развој на детето, кога би побарале развојна проценка, да речеме, советување како во одредени ситуации, како да му помогнат да се развива непречено детето, мислам дека во тој сегмент, во превенцијата каскаме и дека ако тоа не е табу тема, да не биде табу тема тоа, во ова ново време, во ова модерно време, во ова трка на живот, би рекла, и те како ни е потребно да се посветиме со стручно лице, да се посоветуваме со стручно лице, дали сме окей, дали добро напредуваме, каде имаме пропусти, како ние да се надополниме на тоа, ќе биде совршено. Значи, ако имаме родители кои што сакаат да научат како да му помогнат на своето дете од почеток, ќе се следи развојот, тогаш кога ќе делуваме во превенција, многу малце ќе имаме работа за во рехабилитација. Еве се надевам дека сите што ве слушаат во моментов, па и еве репризните изданија кои ќе следат, ќе го запаметат ова што го кажавте на крај, дека многу е важно превенцијата да биде што помала во однос на еве ова што го говориме цело време. Ти благодарам многу. Денеска навистина направивме еден убав разговор, една убава емисија.
Како што кажа и ти, широки се проблемите со дечињата, па ќе се договориме во некое следно издание, еве можеби некој представник од ЦЕДОС, ако не можете вие, иако секогаш ми е задоволство со вас да разговарам, да поразговараме за некоја друга проблематика, бидејќи навистина, како што кажавме, еве, за разлика од пред 20 години досега и како има многу голем проблем и многу поголеми, како да кажам, проблеми. Секој дете има проблем сега во развој, однос на развој, особено однос со на говорот и многу други работи за кои што сме говореле и ќе говориме секогаш кога станува збор за децата. Уште еднаш благодарам, ви посакувам успех во ова што ќе го спроведете. Да најдете, посакувам, помалку превентивно да се делува, да има нели подобри резултати од минатата година. Ви благодарам, пред се благодарам за поканата. Како што рековме, ова е широка тема за која што јас би зборувала многу. Сакам секој дете да си го најде своето место под сонцето, на секој дете што можеме да помогнеме. Отворени сме за сите, како што реков, кој што има потреба, може да не се обрне. 14 февруари почнувате. Каде може само да се во просториите на ЦЕДОС во општина Аеродром. Ако некој на Facebook и на Instagram страните, може да ве најдат и на Facebook и на Instagram, ако некој сака може да се јави и кај нас во телевизија, ќе добијат насоки каде што како и се надевам дека ете сите што имаат дечиња за предучилишна возраст ќе дојдат кај вас да го направат. Одзивот е голем оваа година, многу повеќе од претходните, веќе расте свеста кај родителите и тоа е позитивно нешто, но во секој случај ние сме секогаш достапни за нив. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Ете, почитувани гледачи, значи сите оние кои што не гледаат, а имаат дечиња, може да се јават во Центарот за ментално и физичко здравје ЦЕДОС и таму можат да добијат подготвителна подготовка за предучилишна возраст. Знаете дека веќе по мај се уписите и така натаму, од септември веќе почнуваат дечињата во прво оделение или помало прво и така натаму. Останете во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.